Како што повеќето од вас знаат, денес почина папата Франсис. Тој јас го објавив меѓу првите на социјалните мрежи, додека подоцна веста беше потврдена и од новинските агенции. Не дека јас имам некои посебни извори во Ватикан, ја вклучив телевизијата токму во времето кога ја објавуваа веста и додека веста го сврте светот, мислам дека бев меѓу првите кои што на македонски јазик ја објаве оваа вест. Чувствата како и секогаш се измешани. Има луѓе кои што пишуваат со почит, со пиетет, има луѓе кои што пишуваат со огорченост, со омраза и така натаму. Јас искрено сум неутрален, затоа што немам ниту добро, ниту лошо поврзано со овој човек, а од друга страна, бидејќи бил начело на државата Ватикан, која што во себе крие многу тајни, многу моќ, за мене представува интересна тема за обработување. Многу сметаат дека всушност Франсис и не бил папа, дека бил антипапа, односно узурпатор. Тоа најелоквентно го изразува мојот соговорник Андреа Чонче, кој што ја има напишано книгата Кодиче Рацингер, каде што со помош на латинисти, лингвисти, професори на факултет кои што многу добро го познаваат латинскиот јазик, ја имаат анализирано така наречената оставка или декларацијо на папата Бенедикт XVI и врз основа на тој имаат заклучено дека всушност тој си има повлечено, но не и откажано тоа да биде папа. Оваа тема е обработена на каналот Татончо во 3 видеа. Првото видео има наслов "Во 2013 во Ватикан се случи мек државен удар". Второто видео е Кодиче Рацингер адендум и третото видео е Nella Chiesa di Cristo è nascosta la Chiesa del Diavolo, или во превод "Во Христовата црква е сокриена црквата на ѓаволот". Овие се 3 интересни видеа кои што ако сакате да ги погледнете и да дознаете повеќе како фактографија, кои биде околностите, што се случувало во позадина, ако сакате да научите повеќе за овие теми. Значи, може би имаат одредена доза на теорија на заговор, но во суштина се одлични документарни подкасти. Јас се подготвувам за нова емисија вечерва, која што е поврзана со една, би рекол, малку велигденска тема. Ја подготвував подолго време, ме изненадила со смртта на папата, така што овде само ве подсетувам на видеата кои што веќе ги имам направено, а во периодот што ќе следи ќе има специјални видеа посветени на времето на бивање папа на Франсис и на сите околности околу неговото бивање папа и неговата смрт.